Урните со пепелта од битолските и штипските евреи тргнаа утрово од тие два града, од каде ги изнесоа градоначалниците Владимир Талевски и Зоран Алексов, а потоа со посебен конвој предводен од гардистите на армијата на Македонија пристигнаа пред платото на музеот на Скопје, каде беа поставени со позебна пиететска церемонија на предвиденото место каде ги чекаше урната со пепелта на скопските евреи. Знамињата пред музеот на Скопје на Македонија, Израел и Европската унија беа симнати на половина копија. Во музеот на Битола синојка беше отворена специјална изложба за незиното некогашно живо и бујно еврејско мало, кој успешно се развивало се до окупацијата на Македонија од страна на бугарските фашистички војски. Од тогаш почнала како секаде каде што имало евреи нивната тортура, што заврши со смрт во концентрационите логори на нацистичка Германија. Бугарските окупациони фашисти тогаш прво ги сегрегирале, укинувајќи им ги сите граѓански права, како оваа објава забранен вход за евреи. Еве што за нивниот екзодус изјави подпредседателот на фондот на Холокаустот на македонските евреи Панде Лазаревски. Трагедија за оние кои самите се лишеја од човечкото посеб, одведувајќи ги и убивајќи ги тие невини. Трагедија за оние кои чувствуваат немоќта, гледајќи ја монструозната хистерија на понечовечени. Понечовечените, некои ги викат фашисти, нацисти, наречете ги како сакате. Ги одведоа и ги убие тие што беа дел од секојдневието, од радоста, од тагата на нашите родители, од нашите родители кои ги познават и ушидеа со тие луѓе. Но никогаш не успеа да губеа споменот на нив. Постарите околу нас се уште се сеќаваат на ладино јазикот, на синагогата, на обичаите, на навиките. Градоначалникот на Битола, Владимир Талевски, рече дека Битола никогаш нема да го заборави споменот на некогашните нивни вредни сограѓани и дека ќе настојува ваков невиден геноцид никогаш повеќе да не се повтори. Битола како исклучително историско место во целиот регион на Балканот ја има и трагичната приказна за евреите од Битола. Тоа е приказна која што ни една генерација на идните поколенија нема да ја заборави. Владата на Република Македонија прави исклучителна чест и огромно внимание кон историјата што се случувала во Република Македонија. Иста ваква церемонија се одржа и во Штип. Инаку, во рамките на овогодишното комеморативно чествување на 11 март 1943, синојка во салонот на Македонската опера и балет председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов приреди пригоден прием на кој заменик премиерот на Израел Моше Јаалон и директорот на Јад Ваше музеот на Холокаустот од Ерусалим на Македонија и доделија повелба Праведник меѓу народите. На овој комеморативен прием понудените пијалаци и храна беа според еврејскиот обичај кошер. Утре предпладне од пред музеот на Скопје трите урни со пепелта на македонските евреи ќе бидат церемонијално пренесени преку улицата Македонија, плоштадот и камениот мост до меморијалниот центар на Холокаустот на македонските евреи кој ќе биде на свечен начин отворен. На оваа комеморативна свеченост ќе присуствуваат високи гости од Израел, Соединетите Американски држави и Европа.